Како мајка на две деца, накратко би одговорила љубовта кон децата. Но сепак и хуманоста е една човечка вредност која што треба да ја развиваме. Секое дете заслужува да биде сакано и да има безгрижно детство. Ова е можеби од самиот почеток на компанијата, ставот на компанијата е да се развива како хумана и општествено одговорна компанија и хуманоста да ја спроведува како една од главните компаниски културни вредности. Затоа можам да кажам дека соработката со СОС Детско село е од самите почетоци. Стихијно соработуваме со СОС Детско село преку нарачка на рекламен материјал, нотеси, новогодишен рекламен материјал и така натаму. Но минатата година во декември решивме таа соработка да има поголем размер и стапивме во контакт со СОС Детско село за да направиме некој заеднички проект. И додека бевме во таа фаза да дефинираме каков проект заеднички да изработиме, дојде поканата за да учествуваме на IT for Charity, кое што за нас беше во тој момент факторот време беше многу битен и решивме брзо да одговориме позитивно на поканата. И се надевам дека ова нема да остане само во година, туку ќе прерасне во долгогодишна соработка. Последните 2 години се соочивме со една немила ситуација, ковид пандемијата. Има последици не само на нас како личности, туку и на компаниите. Тоа доведе да работиме сите од дома. Работата од дома како последица за нас компаниите допринесе да нашите вработени не се дружат, не се познаваат помеѓу себе. Има помалку такви активности кои што може да ги организираме внатре во компанијата за тие да сработат нешто заеднички. IT for Charity беше идеална можност тие нешто заеднички, здружено, макар виртуелно, да дадат свој личен допринос и да направат некој проект заеднички. И сите тие се млади луѓе кои што сепак сакат да помогнат оному каде што најмногу е потребно. Така да можам да кажам дека со огромно задоволство беше прифатен и проектот и челенџот од страна на вработените. Сите дадоа свој допринос, спортуваа, а од друга страна го развиваа своето здраво тело во здрав дух. Многу е евидентна потребата на едно дете без родители да ја добие љубовта и топлината како и останатите деца во светот. И ова, ако ни е звезда водилка, тогаш можам да кажам дека имаме 3 аспекти на очекување. Првиот аспект ние како компанија сакаме и понатаму оваа соработка да продолжи во идните години. Од аспект на вработени очекуваме дека ќе развијат и лична вредност на хуманост и не само преку вакви проекти, туку и само иницијативно ќе учествуваат во вакви хумани проекти. И од аспект на комјунити очекуваме што повеќе IT компании, но и останати компании дека во нивните буџети на годишно ниво ќе одделат дел од своите буџети за донација. Сепак јас сум со став дека секоја индивидуа ако развива лична емпатија ќе доведе да развиеме емпатично општество кое што ќе покаже голема човечност за оние кои што со кои што судбината се поиграла и немале среќа како нас останатите.